Ние сме тука да ги презентираме нашите практики. Тоа се однесува на заштитата на електричната енергија. Во училиштето направивме проект, тоа го правеше професорката Марија Мучева. Ако ги обновиме постоечките светилки со LED светилки, што би се случило? И морам да ви кажам, сето тоа што беше ставено на хартија, се изплакаше тоа што го направивме и имаме заштита, морам да кажам, од околу 50 до 60 000 денари месечно. Значи тоа е огромна заштита за нашето училиште и сето тоа што го вложивме, за една година го повративме. Исто така направивме, беше направено од претходно замена на користење од нафта на плин за загревање, на газ, тука е, значи сега трошиме некаде за околу 50% помалку средства кога поминавме на газ за затоплување на училиштето. Исто така беа заменети сите прозорци и тука заштедавме доста, направивме реконструкција на целиот цевоводен систем, бидејќи беше дотраен, и со тоа се надеваме дека оваа година ќе имаме позатоплено училиште. Меѓутоа, најинтересно е тоа што го спремаме за спортската сала, тоа е нешто ново, се вика стаклен зид. Тоа ќе биде затоплување на спортската сала во зимниот период преку овој стаклен зид. Бареме инвеститори, сакаме тоа да го прекажеме пред бизнис центарот во Струмица. Еве, овде се присутни од многу компании, од бизнис заедница во Струмица и преку иновацијскиот бизнис центар се надеваме тоа ќе се чуе и подалеку и ќе може да го спроведеме во дело најпрвен во нашето училиште, а понатаму сигурно ќе најде место и во други компании, а секако и во домаќинството. Заедно со професорите кои што се и креатори на оваа идеја во соработка или со учениците кои што помогнале оваа идеја да се развие, ние сме спремни како бизнес иновацијски центар да го понудиме моделот на стопанството и на компаниите. Најпрво еве апелирам јавно до сите стопанственици, бидејќи средното стручно училиште е јавна институција, би било пожелно доколку се појави сенс или слух кај компаниите да инвестираат во изготвувањето на прототипот. Самиот прототип на стаклен зид има буџет од 30.000 евра, кој што треба да се подготви или изработи и ќе биде наменет за спортската сала во средното училиште Никола Карев. Преку веќе реализирана идеја и практична примена, самите стопанственици може да видат колку ќе биде ефектот од примената на овој стаклен зид. Добро е што еве сега се работи на тоа кое што ние заедно со средното училиште Никола Карев ќе го доработиме, особено во делот на користењето на стаклениот зид во текот на цела година, бидејќи првично е димензиониран за фаза на затоплување, односно во периодот, во зимниот период. Истиот веќе има подготвено решение за користење и во останатиот период од годината. Професорите Бошко Николов, Марија Мучева и Зоки Петков веќе работат на овие решенја и се види дека неговата исплатливост е во текот на цела година. Значи, со инвестиција од 30.000 евра добиват заштитен зид или стаклен зид, кој што стаклен зид истовремено ќе значи и топлинска изолација, а од истовремено ќе се користи и за затоплување и за ладење во летниот период.